V 1955 godina vo svetот се одбележуваше 10-годишнината од формирањето на Организацијата на Обединетите нации. По тој повод на 26. јуни 1955 година председателот Тито даде изјава за 10-годишнината на Обединетите нации за политиката на активната коегзистенција како основен фактор за зачувување на мирот во светот. Во изјавата меѓу другото се вели: политиката на мирољубива и конструктивна меѓународна соработка е за решавање на сите меѓународни прашања по мирен пат. Всушност, политиката на мирољубивата коегзистенција не е ништо друго, туку примена во современи меѓународни услови на оние начела кои уште пред 10 години се формулирани во повелбата на Обединетите нации. Само 3 години по Втората светска војна, Берлин се најде во центарот на најстрашната студена војна. На 26. јуни 1948 година, откако советските власти ги затворија сите патишта и сите железнички пруги со западно-берлинскиот сектор, англиските, американските и француските авиони ја презедоа најголемата воздушна снабдувачка операција што е видена дотогаш. 11 месеци жителите од Западен Берлин беа снабдувани само преку воздух. Операцијата опфати 227.000 летови. На 27. јуни 1941 година во Белград е одржан состанок на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. Покрај другото на состанокот е решено, место до тогашниот воен комитет, да се формира главен штаб на Народно-ослободителните партизански одреди на Југославија, а за командант на главниот штаб е наименуван Јосип Броз Тито. На седницата е решено дел од раководните кадри да се упатат на теренот, низ внатрешноста на земјата поради давање помош за формирање оружени одреди и помагање на партиските организации за организирањето и подготвувањето на оружената борба. На 27. јуни 1950 година во Белград, Народната скупштина на Федеративна Народна република Југославија го донесе основниот закон за управување со државните стопански предпријатија и повисоките стопански издруженија од страна на работните колективи. Законот ги прогласува државните стопански предпријатија како општонароден имот и во името на општествената заедница со нив управуваат работните колективи преку работничките совети. На тој начин со законот се остварува начелото фабриките на работниците, а работничките совети стануваат основна самоуправна форма во демократскиот механизам со управувањето на производството и распределбата. Вториот конгрес на самоуправувачите во Сараево во 1972 година донесе одлука со која 27. јуни се прогласува за Ден на самоуправувањето во Југославија како ден со историска важност. Двајца спортски джинови се сретнаа на 27. јуни 1966 година во Берлин, Западна Германија. Тоа се шампионите на 5000 метри, австралиецот Рон Кларк и кениецот Кип Кейно. Кларк водеше за еден круг, но Кейно трчаше спринт во последните 300 метри, го презеде водството и ја доби битката со време од 13 минути и 26,6 секунди.
Na 28. juni 1914. godina vo Sarajevo Gavrilo Princip, pripadnik nadviženja To mlada Bosna, gubiva avstro-ungarski od prestolonaslednik Franjo Ferdinand. Ubistvo to na Franjo Ferdinand predizvika svetska kriza koja prerasna vo svetska vojna. Avstro-Ungarija zemajki go kako povod to a ubistvo, otkako Srbija godbi ultimativno to baranje za spraveduvanje istraga vo Srbija za ubistvo to, jedan mesec potom, na 28. juli 1914. godina, i objavi vojna na Srbija, so što započna Prvata svetska vojna. Požar od započnat na Balkan, brzo počna se širi niz Evropa, Azija, Afrika, taka što vo vojnata zedo učestvo 33 zemlji. So to a čovešto to vleze vo dotogašna i golemo to samuništuvanje. Za vreme na 4-godišnjo to vojuvanje, do 1918. godina koga vojnata završi, na 30 milioni lugegi zagublja životite, od koji 10 milioni na bojnite polinja, a drugite od glad, bolesti i drugi pričini od vojnite sudiranja. Na 28. juni 1948. godina Informacionato biro na komunistički partiji na sostanok vo Bukurešti objavi rezolucijata za sostojbata vo komunističkata partija na Jugoslavija. Rezolucijata na Informbirotov sušnost predstavuva preraskažuvanje i povtoruvanje na pismati isprateni od Stalin, vo ime to na centralni od komitetna Sovjetskata komunistička partija Bolševici, upateni do centralni od komitetna komunističkata partija na Jugoslavija. So rezolucijata na Informbiroto komunističkata partija na Jugoslavija se obvinuva deka stanala kulačka partija, deka se pretopila vo narodni od front i deka Jugoslavija je vodi kon obična buržoaska republika. Poradi toa so rezolucijata, među drugoto se povikuvat navodno zdravite sili vo komunističkata partija na Jugoslavija, da gi naterat nimnite rakovoditeli otvoreno i česno da gi priznat greškiti i da gi popravat. Celta novoj napad beše jedinstvena, da se spreči nezavisni od socijalistički razvoj na Jugoslavija, a komunističkata partija na Jugoslavija da se natera na poslušnost na stalinovite dogmi i diktati. Međutim, centralni od komitetna komunističkata partija na Jugoslavija na čelo so Tito ne potklek na novije napadi i iskonstruirani lagi i nevistini. Centralni od komitetna komunističkata partija na Jugoslavija po objavuvanje to na rezolucijata na 30. juni 1948. godina podržani od sostanog dade izjava vo koja istakne deka kritikite vo rezolucijata se netočni i nevistiniti i deka toj napad predstavuva obid za rušenje na ugledotna komunističkata partija na Jugoslavija vo zemljata i vo stranstvo. Centralni od komitet gi povika site členovi na komunističkata partija na Jugoslavija da gi zbijat svojite redovi vo borbata za ostvaruvanje na partijskata linija, da se zatvrsti jedinstvo tovo partijata, da se sprotistavat na lažnite kleveti, a rabotničkata klasa i narodnite masi sploteni vo narodni od front, ušte uparno da je prodolžat borbata za izgradba na socijalističkata tatkovina. Komunističkata partija na Jugoslavija, rabotničkata klasa, naroditelna Jugoslavija na čelo so Tito, najdoa svoj sili gi mobilizira site čovečki i materijalni potencijali i uspešno se sprotivstavija na Stalinovi od napad. Jugoslavija prodolži da go gradi socijalizmot po sopstven pat, koji vo naredni od period se pokaže kako jedinstven vo začuvanje to na svojata sloboda i nezavisnost. Na 29. juni 1976. godina vo Berlin započna konferencijata na komunističkite i rabotničkite partije od Evropa. Delegacijata na Sojužotna komunistite na Jugoslavija je predvodeše predsedateljo Tito.
На конференцијата председателот Тито одржа говор во кој ги изнесе ставовите на Сојузот на комунистите на Југославија за ситуацијата во меѓународното комунистичко и работничко движење и принципите врз кои се одржуваат односите и соработката на Сојузот на комунистите на Југославија со другите партии и движења. За време на одржувањето на конференцијата, председателот Тито се сретна, разговараше и размени мислења со голем број шефови и раководители на комунистички и работнички партии што присуствуваа на конференцијата. Конференцијата ја заврши работата со усвојување на документот за мир, безбедност и соработка и општествен напредок во Европа. Единиците што го поддржуваат чилеанскиот председател Салвадор Алјенде ги преплавија улиците на Сантјаго утрото на 29. јуни 1973 година за да воспостават ред по обидот за државен удар. Ударот го предводеше воена единица што ја бомбардираше председателската палата во градот при што беа убиени 6 лица. Подоцна огромни колони луѓе влегоа во Сантјаго за да го поддржат председателот Алјенде. 2 месеца подоцна чилеанската фашистичка хунта со непосредна поддршка на американците го уби председателот на Чиле Салвадор Алјенде. На 29. јуни 1965 година почна бунтот во Сеул, главниот град на Јужна Кореја, по ратификацијата на мировната спогодба меѓу Јапонија и Јужна Кореја. Спогодбата ги нормализира односите меѓу двете држави по скоро 50 години несогласувања и војувања. Непосредно по склучувањето на спогодбата, илјадници студенти се собраа во Сеул за да протестираат. Полицијата употреби солзавец, но демонстрантите направија огномет од јапонските производи и ја повикаа нацијата на бојкот против увозот од Јапонија. Недела 29. јуни 1975. Светскиот шампион Мухамед Али беше во фаза на финални подготовки уште за една одбрана на највисоката боксерска светска титула. Неговиот предизвикувач овде во Манила на Филипините беше британскиот боксер Џо Вагнер, кој го загуби мечот против Али. На 30. јуни 1913 година започна Втората Балканска војна, позната уште како и меѓусојузничка војна. Бугарија, незадоволна од освоениот плен од Македонија по Првата Балканска војна, извршува напад на српските и грчките војски во Македонија. Текот на војната беше неповолен за Бугарија, која покрај со Србија, Грција, Црна Гора против неа војуваа Романија и Турција. Поради тоа Бугарија побарала примирје. Војната завршува со мирот подпишан во Букурешт во август 1913 година. Балканските монархии Бугарија, Србија и Грција ја поделија Македонија и еден мал дел потпадна под Албанија. Со оваа поделба врз македонскиот народ се врши голема неправда. Отоманското робство се заменува со нови господари во лицето на Бугарија, Србија, Грција и Албанија, кои започнуваат да вршат денационализаторска политика врз македонскиот народ. Тројца советски космонаути се подготвуваат за одење во вселенска мисија, но на 30. јуни 1971 година тројцата космонаути, командантот на капсулата Ѓорги Добровски, инженерот Владислав Волков и тести инженерот Виктор Пацаев ги загубија животите кога нивната капсула изгоре при враќањето во земјината атмосфера. Trideset. јуни 1966 година беше последен ден од членството на Франција во НАТО. Додека француското знаме за последен пат беше спуштено во НАТО базите низ Европа, други нации се подготвуваа да ги повлечат своите сили од НАТО базите во Франција. Една од овие единици беше американската воздухопловна 513 единица. Таа ја напушти својата база во Франција и се упати кон својата нова база во Англија. Франција се подготвуваше да продолжи по свој сопствен пат.
Na 1. juli 1941. godina vo selo Podles Titoveleškovo organizacija namestnio komitet je održan prvi od miting protiv fašističkih okupatori vo Makedonija. Na mitingod za prestojната борба против окупаторите зборуваше народниот херој Благоје Страчков, кој го повика населението на оружено востание против бугарскиот окупатор. Овој митинг представуваше почеток на масовните и широките подготовки за организирана и револуционерна борба, во која зедоа учество над 400 жители од ова подрачје, а 40 ги дадоа животите за слободата. На 1. јули 1941. година во Белград е одржан состанок на Централниот комитет на СКОИ, на кој е разгледана положбата во земјата по окупацијата од фашистичките сили и преземените мерки на Комунистичката партија на Југославија во врска со подготовките за оружената ослободителна борба. Централниот комитет на СКОИ упатува проглас до младината на Југославија, во кој ги повикува младите работници, младите селани, младите интелектуалци, како и до младинците од бившите младински организации, да се соединат со комунистичката младина во борбата против фашистичкиот окупатор за ослободување на татковината и за порас на фашистичките разбойници. По овој повик низ цела Југославија почнува да се формираат младински ударни групи и под паролата "Уништувај се што му припаѓа и што му служи на окупаторот", скоро и немало ден во месец јули 1941. година, а младинците да не извршат некоја акција, диверзија на патишта, железнички линии, телефонски комуникации и други објекти што ги користеле окупаторите. На 1. јули 1916. година се одржа една од најжестоките копнени битки во историјата на војувањето. На тој ден, британскиот генерал Даглас Хаик се упати со 11 британски и 5 француски дивизии против германските позиции на Сом. Сојузниците отворија артилериски оган што траеше една недела. А кога почна нападот, десетици илјади луѓе товарени со тешка опрема тргнаа во напад од нивните ровови преку фландриските калишта. Британците загубија 420.000 луѓе, французите 192.000, а германците 440.000. На 1. јули 1967. година беше објавено во Пекинг дека Лиу Шао-чи, председател на Народна република Кина, беше отфрлен од сите функции поради заговор против председателот Мао Цетунг. Лиу, поранешниот најблизок соработник на Мао, беше обвинет за свртување кон капитализмот. Надзидните весници отворено беше напаѓан како непријател на Мао. По апсењето на 4-члената банда, Лиу Шао-чи беше целосно рехабилитиран, како и илјадници други кинески функционери и членови на партијата. Втори јули 1901. година, денот на летнувањето на првиот воздухоплов што беше проектиран од германскиот изумител на таков вид транспорт Грофот Цепелин. Во тоа време ваквиот воздухоплов, направен од рамковска конструкција и исполнет со газ, беше водечки начин на транспортирање. Првиот авион требаше допрва да се усавршува. Воздухопловот го преживеа доаѓањето на машината потешка од воздухот за околу 30 години. Но настанот што конечно ја уништи привлечноста на воздухопловот беше судбината на германскиот воздухоплов Хинденбург. Тоа се случи наеднаш
i bez jasna pričina koga gigantski od vozgoplov se približuvaše koncelta vo Lakehurst, New Jersey, po prekrasni od prekookeanski let. Vo toj pekol zagina 33 luke i odedno šišće z Novštata do Verba, bo vozgoplov od ispolnicu mnogu zapaljivi gasovi. Na 2. juli 1949. godina vo Moskva umre Georgi Dimitrov, istaknat bugarski revolucioner i borec na naprednoto rabotničko i komunističko dviženje. Poradi negovata revolucionerna dejnost, bugarskite vlastodržci čestopati go sudat i go proteruvat od zemljata. Kako emigrant, Dimitrov raboti vo rabotničkite dviženja vo poveke zemlji. V 1933. godina vo Germanije je obvinet kako komunist za palenje na Reichstagot, poradi što mu je insceniran Leipziški proces. Na toj proces Dimitrov od obvinel stanal obvinitel na fašističkite vlasti, pošto je osloboden i proteran od Germanije vo Sovjetski Sojuz. Vo Sovjetski Sojuz raboti vo Kominternata, čiji sekretar je od 1935. do 1943. godina. Na 7. kongres na Kominternata 1935. godina podnesuva referat za borbata protiv fašizmot i sozdavanje to Naroden front protiv fašističkite sili. Za vremena Vtorata svjetska vojna, Dimitrov ga organizirao tečestveni od front za osloboduvanje na Bugarija od bugarski od i germanski od fašizam. Po pobedata nad fašizmot se vraća vo Bugarija kada što stanuva prv predsjedateljna bugarskata vlada i generalni sekretar na bugarskata komunistička partija. Georgi Dimitrov se zalaga za dobrososedski odnosi so balkanskite zemlji, a osobeno so Jugoslavija. Za vospostavljanje to dobrososedski odnosi među Jugoslavije i Bugarija pridonesoa i posetite i razgovorite na Dimitrov so Josip Broz Titovo Jugoslavija i posetata na Titovo Bugarija. Zato i taka narečen Dimitrovski period vo Bugarija, na Makedoncite vo Bugarija i vo Pirinska Makedonija im beše priznata nacionalnata pripadnost, Makedoncite zboruva na makedonski jazik, a decata v učilištata uče na mečenji od jazik. Vo Gorna Džumaja, denešen Blagoevgrad, raboteše makedonski od naroden teatar.